Почнуваме со дебатниот дел. Тука ја имаме Станка Трајкова, председателка на Сојузот на пензионери. Господи Трајкова, добре дојдовте во студио 10. Благодарам, добро ве најдов. Како што кажав во најавата, ќе разговараме за состојбата на пензионерите, за пензионерскиот стандард, за работата на Сојузот на пензионери, а таа стана актуелна, ајде да речеме, во последно време, бидејќи пред Сојузот на пензионери на 2 или на 3 наврати, не знам ке ме поправите, на 2 наврати имаше и протести. Протестираше едно граѓанско здружение, како што велат, тука сме, тие излегоа да кажат неколку работи кои не им се допаѓаат во однос на работата на фондот, пред се за вашиот избор како председателка на Сојузот на пензионери, но и за некои други, како што велат, нерегуларности. Тие протести ги поддржа и партијата на пензионери, како што кажав тука од истото студио и председателот на партијата Илија Николовски излезе со сериозни обвинувања, но ајде да одиме поред. Да видиме прво за протестите, како ги коментирате тие, како што кажав, велат дека сте вие нелегитимен председател избрана на нелегитимни избори. Ако ми дозволите, најпрво ви благодарам што ми овозможивте време и простор да бидам гостинка во вашата, се разбира, ценета емисија. Исто така, дозволете ми на почетокот да кажам дека Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија е граѓанска организација, невладина, аполитична, мултиетничка, во која што се здружени 53 здруженија на доброволна основа, во која тие ги остваруваат своите заеднички цели и интереси, односно нив Сојузот ги обединува и ги презентира и ги заштитува правата и интересите на сите корисници на пензија во нашата држава. Со представниците од Сдруженијата на пензионери се конституираат органите на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија, па така Сдруженијата, односно пензионерите, можат и непосредно да учествуваат во работата на органите на Сојузот и тоа се тие елементи, јас би рекла, детерминанти, кои што го одразуваат и карактерот на Сојузот како граѓанска организација. На вашето прашање, дека протестите биле насочени пред се кон изборот во Сојузот и одредени нерегуларности во Сдруженијата на пензионери. Има и други нивни причини, ќе зборуваме, да. Јас би рекла секако дека, како што рековте, имаме доволно простор да зборуваме, повеќе време, јас би рекла дека изборите во Сојузот се случија на 29 март, но се разбира пред изборите, согласно статутот, председателот на собранието си донесе решение за распишување на изборите, кое решение беше објавено на веб страницата на Сојузот, беше доставено до сите здруженија на пензионери, беше исто така објавено и во весникот Пензионер Плюс, што говори дека почетокот на изборите во Сојузот се одвивале на транспарентен и јавен начин. Во меѓувреме, пред да се одржи самата изборна седница во собранието, нормално тие процеси на избори се одвива во Сдруженијата на пензионери како членки на Сојузот, бидејќи тие се во обврска, имате статутарна обврска, да кооптират, односно да предложат делегати од кои се формира собранието на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија. Оние здруженија кои што имаат кои што се со членство до 8.000 имат право да предложат само еден делегат, а оние што имаат членови во нивното здружение над 8.000, 2 делегати за собранието на Сојузот. На самата седница на собранието, како што пред малку реков, која се случи на 29 март ова година, сите органи, прво би почнала од верификација на мандатите на делегатите на собранието, значи од изборот на самото собрание,
Потоа изборот на председателот на собранието, председателот на извршниот одбор, односно изборот на извршниот одбор, како и две многу битни комисии, а тоа е надзорниот одбор и статутарната комисија. Тоа се тела кои што се бират не од делегатите на собранието, туку од поширока делегатска база. Значи, да повторам, изборите на сите органи на денот на изборната седница, вклучувајќи ме и мене, како председател на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија, беше едногласен. Значи, гласа сите делегати со за. Немаше делегат кој што беше против или воздржан. На таа седница изборна, јас како председател презентирав и своја изборна програма, а може би и во историјата на Сојузот прв пат некој председател да презентира и своја изборна програма на граѓанска организација, која што програма се однесува нели за моето ангажирање за мандатиот период 23-27 година. Секако дека во таа програма беа нотирани многу важни точки и прашања кои што се од значење за пензионерите, за кои што јас ке треба да со органите на Сојузот да се ангажирам во наредниот период. И во овој контекст би сакала да кажам дека да ви изберат повторно за председател на Сојузот е многу потешко. Затоа што вие зад себе треба да оставите одредени резултати. Јас нема сега да говорам кои биле моите резултати во претходниот мандатен период, бидејќи тие биле достапни на сите пензионери преку вестникот Пензионер Плюс, а Сојузот е познат и препознатлив преку издавање на вестникот Пензионер Плюс, како и преку органите и телата на Сојузот, како и координацијата и соработката со Сдруженијата на пензионери. Ајде да видиме сега се вратиме на протестите. Да се вратиме. Значи, протестите кои беа одржани ги поддржа и партијата на пензионери, нејзиниот председател Илијан Николовски, кој е актуелен пратеник исто така. Тој, значи, како што и вие посочивте, кажа дека вие сте нелегитимен председател, дека изборите биле недемократски, еве што кажа он, вели, биле недемократски и нерегуларно спроведени, само одреден мал број членови беа известени дека има избори и сами се предложиле, сами се избра и сега велат дека е демократски. Тоа е во однос на изборите, во однос на забелешките кои ги кажа од исто во студио. Покрај овие забелешки што вие сега ги кажавте, председателот на партијата Илија Николовски пред една недела на седница на собранието на која што се третира пратенички прашања, тој истакна уште по ригорозна изјава, јас би рекла, дека изборите во Сојузот биле нелегитимни, нетранспарентни, неправилни, незаконити, дури и криминални. И замислете вие од устата на една личност која што во себе опфаќа атрибут на пратеник, на генерал, на председател на партија, да се искажат вакви обвинувања е многу сериозно и тука веќе се поставува прашањето дали за да се кажат вакви работи треба тој да се крие зад пратеничкиот имунитет, бидејќи за така искажаните сериозни обвинувања постои и одговорност. И сега, јас би рекла и за другите протести, коректно е да кажам, бидејќи имаше протести пред Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија. И во тој контекст, односно по тоа прашање, би рекла дека протестот е демократско право. Секој има право да протестира, меѓутоа, оној што протестира покрај право има и обврски. Значи, секако дека во работењето на било кој, може да има критики, кои што може да бидат корисни и вие од еден протест може, јас лично мислам, да извлечете и поука,
зошто се протестира, што можете да извлечете како корисно мислење за вашето натамошно работење. Меѓутоа, многу е битно тие критики да бидат засновани на аргументи, на факти, само така може да бидат корисни и секако да бидат презентирани од лица кои што се со принципи и кои што се со достоинство признаено од мнозинството. Ако ми дозволите, јас исто така ќе го поставам прашањето, пак ќе се вратам на партијата на пензионери, бидејќи несомнено е дека зад тие протести стои партијата на пензионери, каде што јас како председател на Сојузот го изнесов моето мислење и во весникот Пензионер Плюс, јасно и гласно дека зад нив, да повторам, стои партијата на пензионери, што зачудува навистина како може и до каде може една партија на пензионери, па и да се вика партија на пензионери, може да се меша во работата на граѓанските организации. Да, А дали знаете зошто тоа го прават? Јас ќе го дадам одговорот. Да, сакав да ве Јас ќе прашам. го дадам одговорот. Се извинувам. Јас ќе ви го дадам одговорот. Зошто? На овие избори, во Сдруженијата на пензионери, ова политичка партија не успеа да инфилтрира своји членови во органите на Сдруженијата, ниту пак да има председатели на Сдруженијата на пензионери. Знаете што? Сдруженијата на пензионери се трудеа и се трудат постојано да го задржат својот граѓански идентитет, бидејќи вам ви е познато дека граѓанските организации се тампон меѓу власта и граѓанинот. Затоа мораше да се застане на патот на оваа политичка партија, која имаше за цел нашите сдруженија да бидат привезоци или некои ограноци на политичката партија на пензионери. Но господинот Николовски устро демонтира дека тој ги организира протестите, вели да, ги поддржуваат, бидејќи се легитимни, бидејќи пензионерите имаат легитимни барања, но тврди дека партијата не стои зад протестите. Повторно ќе ви кажам, на самата седница на пратеничките прашања, тој лично кажа дека до надлежните органи се поднесени дописи до Министерството за правда, до Министерството за труд и социјална политика, до Народниот правобранител, до Комисијата за дискриминација. Сето тоа, на друг може да му се кажува, беше подготвено и напишано од партијата на пензионери. Значи, пак ќе се вратам на суштинската работа, на есенцијалното прашање. Кажете ми вие, каде се црпе надлежноста на една партија да се меша толку во работата на граѓанска организација? Граѓанските организации, вклучувајќи ги и Сдруженијата на пензионери, се самостојни правни субјекти, самостојни правни лица, кои што одговараат пред сите органи за своето работење. Значи, тие, покрај тоа што се одговорни пред органите во Сдруженијето, тие исто така се одговорни и пред другите државни органи. Да, во однос на обвинувањата кои дојдоа од оние кои протестираа и од партијата на пензионери, се во однос на буџетот на Сојузот на пензионери, во однос на членарината. Прво за гледачите кои не знаат, членарината на Сојузот на пензионери се одвојува од самата пензија, таков е законот, значи оние пензионери кои ќе прифатат да учествуваат во солидарниот фонд, исто така им се одбива и членарина за Сојузот. Сега господинот Николовски вели дека прво тој мисли дека тука треба да има измена на тој законски член, дека треба да се одвојат тие две работи, дека членувањето во Солидарниот фонд секако треба да биде доброволно, но не треба да биде задолжително давање на пари за Сојузот на пензионери. Прво, еве, што мислите за таа идеја? Видите, прашањето е многу интересно и е актуелно. И точно е дека се поставуваше тоа прашање од страна на партијата на пензионери.
И еве сега јас ќе се обидам да објаснам. Солидарниот фонд се состои од посмртна помош и членарина. Во солидарниот фонд секој пензионер пристапува доброволно. Тоа го прави кога ќе поднесе барање за пензија во делот на лични изјаснувања, тој се согласува дали сака да влезе во солидарниот фонд или не. Понатаму солидарниот фонд во солидарниот фонд се собираат лични средства на пензионерите. Едниот дел од тие средства служи за посмртна помош, а другиот дел е членарината. Со средствата од солидарниот фонд, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, управува и целокупната регулатива ја извршува регистрираната организација за солидарен фонд и членарина, која што регистрирана организација ја имаат формирано 4 сојузи во нашата држава. Таа регистрирана организација има свој одбор кој што ги донесува сите акти поврзани со посмртната помош и со членарината и ги објавува секоја година во службен вестник на Република Македонија. Наводите дека тоа се огромни средства и дека тука има одредени злоупотреби, ќе се обидам тоа да го демантирам, меѓутоа и многу добро образложение и објаснување даде и директорот на фондот, а имено средствата на име посмртна помош се служат нели во случај на смрт на пензионерот да се помогне на своето семејство и тие изнесуваат сега 30.000 денари. Тие средства се чуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка и нив не може никој друг да ги користи, освен за исплата на таа отпремнина, која исплата ја врши Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија преку своите филијали. Да, но тој дел не е неспорен. Спорна е членарината. Меѓутоа, да дојдам до одговор на прашањето околу членарината. Членарината и посмртната помош од секогаш оделе заедно. Дури и пред оваа регулатива за солидарниот фонд да се внесе во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, уплатата на посмртната помош и членарината оделе заедно и тие задршки и тогаш ги вршал Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како длабоко хумана задача и активност да се помогне на возрастното население. И сега, во однос на членарината, која што очигледно е прашање кој што најмногу и смета на партијата на пензионери, како да дојде до таа членарина, членарината всушност е Мислите дека тоа е мотивот, мислите? Секако. Членарината всушност преку неја се обезбедува управување со средствата за посмртна помош. Бидејќи средствата за посмртна помош и членарината, бидејќи се лични средства, со нив не може да управува, ниту да ги регулира, ниту Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, ниту друг државен орган, бидејќи тоа се лични средства на пензионерите и само тие можат со нив да располагат. Тоа го прави таа регистрирана организација за солидарен фонд и членарина. Членарината, значи покрај тоа што обезбедува управување со средствата за посмртна помош, таа се користи за извршување на сите дејности во здруженијата. Вам сигурно ви е познато како работат здруженијата на пензионери, дека тие имаат низа нивни активности, бидејќи лицето во трето доба не сака вие само да излезете популистички да му кажете да, пензиите ќе се зголемат за толку и толку, минималната пензија ќе изнесува толку и толку, туку тие барат конкретни активности кои што може да се остваруваат во здруженијата. А во здруженијата, ја само за илустрација ќе набројам кои се активности се остваруваат во здруженијата, а кога нив ќе ги набројам, веднаш аналогно на тоа се добива одговорот каде се трошат средствата од членарината. Да, токму тоа се обвинувањата дека здруженијата и сојузот не прави ништо со членарината, дека вие со тие пари воопшто не им помагате на пензионерите. Така. Еве вака сега да ви кажам.
во Сојузот членуват 53 здруженија. Од тие 53 здруженија, 31 здружение има членови до 5000. Тие здруженија во просек примаат средства околу 55.000. Сега со тие средства вие треба да ги исполните 55.000 денари месечно. Да, со тие средства вие треба да ги остварите и да ги обезбедите активностите што се одвиват во здруженијето. 11 здруженија имат членови над 10.000, и други 11 членови имат членови над 10.000, што значи дека поголеми износи на средства се акумулираат само во 11 здруженија од вкупно 53, а тие здруженија, бидејќи добиваат на своето конто поголем износ на средства од членарината, имат и поголем број на активности. И еве сега јас ќе ви наведам од тие активности дека средствата од членарината, здруженијата ги користат за клубовите. Значи, ако некој каче значајно за пензионерите, за лицата во третото доба, тоа се пензионерските клубови. Понатаму набавка на огромно дрво, социјално-хуманитарната димензија, помагање на пензионерите во тешка материјална, здравствена и социјална положба. Знаете што? Најмногу пензионерите меѓу себе си помогнаа самите за време на пандемијата. Набавка на ортопедски помагала, понатаму упатување на пензионерите на банјско лекување. Значи, оние здруженија кои што имат повеќе средства, нормално дека нивната партиципација е и поголема. И сега на крајот, да не ги заборавам, ќе ми замерат најважните традиционални активности кои што се одвиваат во здруженијата, а тоа се масовниот пензионерски спорт, масовниот пензионерски активизам во тој дел, како и регионалните ревии на песни, музика и игри. Тоа се активности кои што значат од една страна превенција во здравственото осигурување, активен пензионерски живот, а другиот дел значи развивање и понатаму на духовната страна на корисникот на пензија. Еве го одговорот, се извинувам, еве го одговорот. Каде се трошат средствата од пензионерите? Доколку пензионерските здруженија, како што тој наведува, дека неправилно се трошат и дека има, не знам, да треба да се застане на патот на тоа неправилно трошење на средствата, па тој може во секое време да поднесе пријава до органите, до управата за јавни приходи и да ги пријави тие здруженија кои што неправилно работат. А обвинување без аргументи, без факти, тоа се, извините, ама чисти небулози. И сега, ве молам, дозволете ми да кажам дека во тој ден, кога беа тие пратенички прашања на собранието, замислете, господинот Илија Николовски вели дека во здруженијата на пензионери има мафија. Ме молам, за каква мафија зборува во едни здруженија каде што членуваат честни, возрастни, искусни луѓе кои што сакат мирно да си го поминат својот пензионерски живот. И уште нешто, тој истакна дека здруженијата на пензионери користат деловни простори кои што се на Република Македонија. Дали на него не му е познато или едноставно така вели дека не му е познато, тие објекти во кои што се сместени здруженијата, пензиските објекти, воопшто земено, се објекти кои што се изградени со средства на пензионерите. Значи, од 1963 година до 1993 година, кога имало многу малку пензионери, а имало повеќе осигуреници, а се собирале повеќе пари, останувале, значи, од придонесот што се уплатува и се формирал фонд за солидарна стамбена изградба. Од тој фонд се формирале, односно се граделе овие пензиски објекти кои што сега еден дел е во фондот за пензиско инвалидско осигурување, еден дел во здруженијата на пензионери. Пред 2 години Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија подготви информација во која беа изанализирани сите форми и облици
од делот на социјалното домување и во таа информација најважниот заклучок беше тие објекти изградени со средства на пензионерите сукцесивно и постепено да се враќаат на пензионерските здруженија, бидејќи во денешно време е утопија за една граѓанска организација да се изгради одреден објект. И ние во тоа и понатаму ќе настојуваме таа цел да ја оствариме. Ајде вака да видиме уште нешто за конкретните обвинувања, малку да бидеме поконкретни, бидејќи да имаме време да зборуваме и за општата состојба на пензионерите, за стандардот, за висината на пензиите, порамнувањата и така натаму. Она што исто така, па мислам дека и повеќе ги интересира пензионерите да видат колку им легнува на сметка. Значи, ева во поглед на конкретните обвинувања на господинот Николовски, тоа е што го спомнавте за начинот на членарина, ете одговоривте на тоа дека се прават злоупотреби, дека се даваат дневници, се делат, се плаќаат комисии, седници и така натаму. Спомна дека вели вака: има здруженија кои имаат по 500-600 илјади евра на сметка. Така кажа тука од студио. Ке одговорите на ова? Купувате деловен простор по 200.000 евра. Така кажа. Дека за тоа има постапка во антикорупцијска комисија. Сојузот на пензионери на град Скопје го дал рекреативниот дом во Катланово со ваше знаење на концесија 30 години, наводно за 300 евра месечно или годишно, не знам што е тоа. Точно ли е тоа? Да почнеме од Катланово. Добро, ајде од крат. Да, од Катланово. Прво, градскиот сојуз си е посебен сојуз, тоа си е посебен правен субјект и Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија во таа постапка воопшто не бил инволвиран. Значи, според тоа, нема и никаков простор за некаква одговорност во тој дел. Но значи точно е ова за Катланово? Јас тоа не можам да го тврдам дали е точно, нити сум го видела договорот за таа работа што е склучен, ниту пак сум во тек, така да ја не можам да ви потврдам на вас дали сето тоа е точно. Но вие можете тоа да го проверите. Има начини и алатки како тоа да се провери. А за купувањето на деловен простор? Деловен простор некои здруженија си имаат купено. Да, тоа е точно. Меѓутоа, тој деловен простор го имаат купено со собствени средства, бидејќи еден дел од тие здруженија за време на пандемијата и пред тоа има уштедено своји средства и бидејќи нема услови каде да бидат сместени, има субстандардни услови и самите, значи, си ги обезбедија тие деловни простори, што секако дека не е за критика, туку е за пофалба. Бидејќи тие обезбедуваат, видите, тоа останува трајно да се користи и од идните пензионери што нели ќе се здружуваат во тоа здружение. Не ворете тоа, но како собствени средства, од каде се средствата? Тие средства си ги собирале тие од членарината што ја имале, да речеме особено најмногу уштеди има здруженијата за време на пандемијата. Сепак се од членарината, значи. Секако бидејќи кога ги кажете собствени средства, да, се подразбира така е, кога зборувам за собствени средства, нормално дека основни изворни приходи на здруженијата и на сојузот е членарината. Има ли постапка во антикорупцијска комисија за ова, за купување на деловен простор? Не сум јас информирана за тоа. Така кажа господин Николовски. Не знам, тој може би знае, меѓутоа дека има таква пријава до антикорупцијската комисија, мене не ми е познато, меѓутоа тој, ако знае, требало да каже дали тоа и кое здружение и што е. Тоа се исто така сериозни обвинувања, да ви кажам право. Ја не верувам во тоа, еве искрено да ви кажам, дека сето тоа е невистиното што го наведувал Илија Николовски. Колку е, господине Трајкова, годишниот буџет на Сојузот на пензионери? 9 милиони денари е годишниот буџет на Сојузот на пензионерите, бидејќи од членарината од 30 денари, 2,5 денари се издвојува за Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија. И средствата што ги добива Сојузот, па и другите здруженија, битно е да се знае, и јас сега би сакала во оваа прилика тоа да го истакнем, дека
и повторам дека изворните приходи на Сдруженијата и на Сојузот се пред се од чланарината. Значи тоа се граѓански организации кои што не се финансират од буџетот, што е многу значајна околност, туку самите се ги обезбедуваат средствата преку членарината. Имат и некои други приходи, но тие сепак се минорни во однос на приходите што се остваруваат по основ на членарина. И како се трошат средствата, обвинувањата што се знаете, што секој правен субјект, вам ви е познато дека е во обврска да си донесе финансиски план кој се донесува на крајот на годината за наредната година врз основа на програмата за работа и секако дека во него се планираат приходите и расходите, значи приходниот и расходниот дел и кој што служи за остварување на целите и задачите утврдени во програмата, односно донесена врз статутот на Сдруженијата и Сојузот. Ова работење со средствата на Сдруженијата и Сојузот, значи пак да појасниме, кога ќе кажеме средствата дека се мисли на членарината, нели, на средствата од членарината, се следи од органите на Сојузот, односно на Сдруженијата, бидејќи тие и во текот на годината подготуваат 6-месечни и 9-месечни извештаи за своето финансиско работење, а континуирано нивната работа се следи и од надзорниот одбор во Сдруженијата и во Сојузот, каде што секако се дава мислење, се дават насоки, ако некаде, например, имате одредени слабости или грешки, вие натаму во вашето работење да ги исправите. Јас, да речеме, во моето практикување на председателската функција, секогаш и слободно имам дадено слобода на овие тела, посебно на надзорниот одбор, да кога сака да може да врши контрола и надзор над материјално-финансиското работење во Сојузот, а до толку повеќе, што еве и ова информација е битна, Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија на крајот на 22-та година доби дури и статус од јавен интерес и бидејќи го има тој статус веќе, согласно Законот за Сдруженија и фондации, е во обврска да подготвува, односно својот деловен извештај и финансискиот извештај да ги објави на својата веб страница, а исто така и да повика и да му биде извршена на Сојузот во делот на материјално-финансиското работење и ревизија од независна ревизорска куќа. Тоа се случи и таков извештај, и дозволите, таков извештај е постиран на веб страницата на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија, каде јасно и гласно се дава позитивно мислење во однос на материјално-финансиското работење на Сојузот како граѓанска организација и повисок облик во пензионерското организирање. Добро, ете, кој сака да види, може да го види ревизорскиот извештај, јавно е објавен. Да видиме, господјо Трајкова, за висината на пензиите. Пензионерите се жалат дека она законско порамнување кое се случува сега по измената методологија, нели, дека не им е доволно, дека пензиите се мали, има пресметки, дека значи во однос, например, минималната плата расте, но не расте и минималната пензија, исто така немаме едно такво следење на приходите на пензиите. Сега, например, просечната пензија е помала од минималната плата. Вие што мислите за тоа? Дали сте вие задоволна како се порамнуваат пензиите? Видите, да ви кажам, секако дека секој работник и секој пензионер сака да има поголема плата и поголема пензија. Така, за корисниците на пензија е најважно да имат редовна исплата на пензиите, да биде заштитено нивното законско право. И пензиите на пензионерите се усогласуваат, нели, според, како што велите, новата методологија за усогласување на пензиите. И мислам дека тука е направен еден позитивен исчекор, што
За усогласување на пензиите се користат два параметри, а тоа е порастот на 50% од порастот на платите и 50% од трошоците на животот, за да може да се во секое време обезбедува усогласување на пензиите. Бидејќи од анализите и од следењето што ние го правиме во Сојузот, имало периоди кога сте имале вие раст на платите, а во законот бил утврден параметар пензиите да се усогласуваат само со порастот на трошоците на животот и нормално сте имале заостанување на пензиите зад порастот на платите. Сега, со оваа законска регулатива, пензиите да се усогласуваат со делот порастот на платите и со делот трошоците на животот, мислам дека е едно позитивно решение за пензионерите, бидејќи уште еднаш ќе повторам, во секое време може да имате зголемување, односно усогласување на пензиите. Што се однесува до достигнатото ниво на усогласување на пензиите, ние ги следиме податоците од Републичкиот завод за статистика и заклучно со април платите се имат зголемено за 5,8, а трошоците на животот, податокот е од статистика, заклучно со мај и тој пораст изнесува 4,80, односно вкупното усогласување на пензиите во овој момент, согласно законот, би изнесувало некаде околу 4,6. Она што беше пласирано во јавноста, дека вие сигурно следевте и слушнавте дека пензиите ќе се зголемеле за 25%, мислам дека беше кажано и од партијата на пензионери, е навистина создаде немир, забуна меѓу пензионерите. Значи, или пак преговарање за усогласување на пензиите. Во овој момент не може вие да преговарате со властите за усогласување на пензиите кога имате законско решение во кое е утврдено како се усогласуваат пензиите. Можете да предложите да се промени формулата за усогласување на пензиите, како што впрочем тоа еве го направи Сојузот и сега покрај ова нова методологија со која што бара нејзино натамошно унапредување, а тоа е пензиите да се усогласуваат два пати во годината, од 1 јануари и од 1 јули, за да не ни се скратуваат 4 месеци од тековното усогласување. И ние во тоа ќе бидеме упорни. Значи, не знам дали сум јасна. Пензиите да се усогласуваат два пати во годината, од 1 јануари и од 1 јули. Во моментот, според постојната регулатива, ние земаме пензија која што е помала за 4 месеци во тековната година. И ова не се однесува само за пензионери кои остваруваат пензија во самата тековна година, туку се однесува за сите корисници на пензија. Такво наше барање, таков наш предлог, ние го имаме доставено до Министерството за труд и социјална политика. Кога сме кај пензиите, особено има незадоволство од оние пензионери кои што имат пониски пензии. Што е сосем на место, нели? За нив и кога се разговараше за новата методологија и сега во предлозите што ние ги даваме, предлагаме да има и дегресивно усогласување на пензиите, а тоа што значи? Тоа значи на пониските пензии да се даде известен поголем процент и тоа да биде усогласување кое што ќе се признава на пензионерите само во годините кога ќе имате рапиден пораст на трошоците на животот, а не како редовно системско согласување, бидејќи тоа пак би предизвикало други штетни последици, односно доближување на ниските пензии до повисоките пензии, создавање на отпор и евазија од плаќање на придонесот и така натаму. Јас се надевам дека и сега во овие предлози што ги работиме во моментот, а тоа се прашањата поврзани со најниската пензија. Значи, во Законот за пензијско и инвалидско осигурување се обезбедуваат два вида на обезбедување на минимум материјална и социјална сигурност. Основната се обезбедува преку висината на вашата пензија. Втората, да речам,
можност за да бидат ете така да се помогне малку повеќе на пензионерите со пониски пензии е предлогот да се вгради тоа дегресивно усогласување на пензиите и третиот момент е да се покачи висината на најнискиот износ на пензија кој во јавноста нели се пласира како минимална пензија. За минималната пензија имате ли пресметки колку би требало да биде тоа? Ние имаме сега предлози на кои што моментално ги заокружуваме, особено околу минималната пензија, еве јас така да кажам. Тие предлози се содржани во 3 варијанти, со исто така направена компаративна анализа на фактот како се определуваат пензиите и во земјите од нашето окружување кои што имаат исти и слични пензиски системи како нашиот и основното наше мислење е дека најниската пензија, значи односно минималната пензија, еве да бидам подобро разбрана, како прашање треба да се решава во рамките на пензискиот систем, а не со посебен закон, како што тоа се предлага од други субјекти. Затоа што минималната пензија, според поставеноста на пензискиот систем, сепак треба нели да биде во корелација со просечната плата која што игра улога како при определување на пензијата, на валорационите коефициенти, на усогласувањето и така натаму. Колку изнесува сега таа минимална пензија? 12.430 денари најнискиот износ на пензија. Имате ли пресметки колку би требало да биде? Сега во пари кажам. Да, направивме пресметки ние, но сега мислам дека не е време да ги јас сега презентирам во јавноста. Тие пресметки ќе бидат дадени во нашите предлози. Министерката за труд и социјална политика веќе 2 години нели најавува дека ќе се работи на минималната пензија, дека тука сега останува уште прашањето каде што нели ќе се даде акцент во заштита на пензионерите со пониски примања. Меѓутоа, сепак мислам дека тие предлози да ги оставиме, да ги презентираме кога ќе се седне да се преговара со Министерството за труд и социјална политика. Добро, Министерката за труд и социјална политика инаку е гостинка утре тука во студио 10, па така еве ќе може и изворно да одговори на овие да речеме отворени прашања. Така. Госпоѓо Трајкова, ви благодарам за ова гостување. Па јас си благодарам исто така на вас, но мислам дека темјата целосно не ја исцрпевме, има уште многу други прашања за кои што можеме да разговараме, но јас сум среќна што вашата телевизија започна да се ангажира и да ја интересира пензионерската проблематика. Тоа е добро. Значи, не само кабинетски, добро е да се симне и да се појде до Сдруженијата на пензионери, да се види како пулсира пензионерскиот живот, како работат нашите здруженија, како работат ограноците, пензионерските клубови и мислам дека тогаш ќе ја добиете правата слика за пензионерското организирање во денешни услови. А јас во оваа прилика ќе ви дадам 3 броја на пензионер Плюс, каде што исто така ќе се запознаете со работи за кои што сега немавме време, нели, да ги, да речам, елаборираме, поставиме и разгледаме и доколку имате можност понекогаш отворете веб страницата на Сојузот, таму се постира весникот Пензионер Плюс, а можеме и во хартија да ви го доставуваме доколку изразите желба. Секако ви благодарам за се ова и еве уште од сега можеме да закажеме, сега ќе заврши ова сезона на Студио 10 следната недела, но веќе од септември ќе закажеме нови гостувања, па така поредовно ќе се информираме за состојбата на пензионерите.
Ви благодарам на вас што следевте. Одиме сега да видиме едно интервју со Андреа Серафимовски од Сдруженијето на градежници. Тој со него колегата Сунеј Сабриовски зборува за состојбите во градежниот сектор, а потоа ќе продолжиме тука во студиото со дебата со адвокатот Владимир Кацарски.